Истата власт ги укина придонесите, а сега повторно со носење измени во законот ќе им ги врати украдените 10 години стаж на земјоделците. Ваков е коментарот од Сојузот на синдикати на земјоделски производители на најавата на премиерот Груевски дека ќе се реши статусот на земјоделците за плаќаните придонеси од 1978 до 1988 година, без кои дел од нив не можеа да го остварат правото на пензија. Според Ристо Велков, оваа мерка е политички маркетинг за предизборни цели. Доновива оваа иста влада на широко се рекламира со нови мерки за исправувањето на долгогодишната неправда врз оштетените земјоделци и нивно пензионирање. Затоа прашуваме: прво, според кој закон, како и колку земјоделци ќе бидат опфатени со оваа нова мерка? Ќе се врати ли членот 203 од стариот закон за ПИО? Што со оние земјоделци кои заминаа од овој свет, чекајќи исправката на правдата што вие ја донесовте? Што со нивните семејства кои останаа без правото на пензија и така натаму? Од Сојузот на синдикати на земјоделски производители ја повикуваат владата ваквата новина да не биде манипулација, туку на вистински начин да се реши проблемот, за кој земјоделците бара решение уште пред неколку години. Дали овој пат нема да ги излажите и изманипулирате земјоделците, како во 2013 година, кога повторно пред избори донесовте слично решение со кое се уфајдеа само мал број од засегнатите земјоделци? Ако оваа ваша одлука беше исправна, искрена и навремена, зошто за нејзино оправдување мораа да се појават провладините агротрубадури кои оркестрирани од владата мораа да кажат по некој добар збор, како на пример Велио Тантаров, чиј единствен ангажман во земјоделието е брањето на вашите интереси, Лупчо Аризанов и Ефтим Шаклев, кои мораат да си го обработат своето место во управниот одбор на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделието. Со овој проблем во Струмичко се соочуваат околу 430 земјоделци, иако плаќале за придонеси со законските измени направени во 2007 година. Неправедно им беше избришан стажот од 10 години и 6 месеци, што од 1978 до 1988 година го плаќале во управата за јавни приходи. Сега од владата најавија дека од државниот буџет ќе одвојуваат 34 милиони денари годишно за исплаќање на пензии на оваа категорија на земјоделци.